Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: недостигот од стручен кадар на Охридската ривиера и оваа сезона ќе го пополнуваат средношколците од Угостителското училиште. Проектот Цветни балкони Цветен Охрид и годинава традиционално за одбележување на Светскиот ден на животната средина. Најважно во борбата против врсничкото насилство е рано откривање и навремена реакција на институциите. Министерот за спорт во посета на алпинистичкиот клуб Патагонија и планинската спасителна служба. Представници на Украина и Русија повторно на средба во Истанбул. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес, по свежото утро, во текот на денот имавме сончево и топло време со максимална дневна температура до 27 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе превладува претежно ведро и топло време. Над британските острови утре ќе се наоѓа центар на длабок циклон, кој што во поголем дел од Европа ќе донесе нестабилно време со обилни врнежи и засилен ветер, грмотевици и локално со појава на невреме. Јужна Европа, вклучувајќи Шпанија, Италија и Балканот, претежно сончево време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови во крајните северни и североисточни предели со услови за развој на нестабилност и слаби и локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 28 до 33 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува умерен, претежно јужен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 6 до 15 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе бидат во пораст и ќе достигнат од 24 до 35 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува сончево и топло време. Ќе дува засилен западен ветер. Минималната температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 28 степени. Во Охрид во среда ќе превладува претежно сончево и топло време. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во четврток и петок претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови услови за развој на нестабилност со можни локални врнежи од дожд. Минималната температура од 14, односно 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 30 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора, стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Готвачи, помошници во кујна, келнери и шанкери се најбараниот кадар за сезонско вработување во Охрид. Недостигот на стручен кадар на Охридската ривиера и оваа сезона ќе го потполнуваат учениците средношколци од угостителското училиште, кои покрај праксата имаат можности да заработат. Според слободните проценки на брегот на Охридското езеро има недостиг од стотици работници во туристичкиот сектор. Огласите се преполни. Готвачи, шанкери, келнери и помошници во кујна се најчестите позиции кои се нудат. Главната причина е заменувањето на работа во Хрватска, каде што понудените плати се повеќекратно повисоки од оние во земјава. Дополнително и тоа што поголемиот дел од хотелско-угостителските објекти нудат ангажман само за сезонско вработување. За жал кај нас, како и минатата година, еве и ова, средношколците не спасуваат. Секоја чест на тие млади луѓе, меѓутоа голем број од нив не се обучени за да работат она што го работат, значи ние импровизираме и тоа се одразува врз туристичката и услуга, тоа се гледа, меѓутоа немаме избор. Се надевам дека голем број од оние луѓе кои што се заминати во странство да работат за, да кажам, подобра финансиска добивка, ќе се подобрат условите и овде, гледаме некоја промена, па ќе се вратат. Недостигот на стручен кадар и оваа сезона ќе го пополнуваат учениците, средношколците од угостителското училиште, кои покрај праксата имаат можност и да заработат. Мојата струка е угостителски техничар, во трета година. Во овие 3 години, како што може да видите, се учи овдека. Имаш услови многу добри за да се вработиш. Практично настава имаме ние што сме угостителски техничари и келнери и вкујна. Добивам ангажмани, платени сме во текот на праксата, работодавачите се доста задоволни од нас и се договараме за понатамошна соработка. Има многу деца што работат, и лично јас работам и сето треба да се научи со тек на време за да можеш да работиш, да заработуваш за нашите години, сме супер, да речем. Според експертите, потребна е стратегија за задржување на стручниот кадар во земјава. Потребни се субвенции за трансформација на сезонското во трајно вработување во хотелско-угостителскиот сектор. Цветни балкони, цветен Охрид.
Општина Охрид традиционално и годинава во рамки на одбележувањето на 5 јуни, Светскиот ден на животната средина, ќе го реализира проектот Цветни балкони, Цветен Охрид. Во рамките на овој проект ќе бидат поделени 400 жардинјери со саксиско цвеќе на жителите кои живеат на Кеј Македонија и на улиците во стариот дел на градот, кои ги гледате испишани на екранот. Акцијата ќе се реализира на 4 јуни среда и 5 јуни четврток. Граѓаните кои живеат на горе споменатите улици и кои се заинтересирани за жардинјери со цвеќе, истите ќе можат да ги подигнат во расадникот на јавното претпријатие Охридски комуналец на 4 и 5 јуни од 9 до 13 часот, а со себе треба да носат копија од лични документи, лична карта или пасот за идентификација, од кој ќе биде видлива адресата на живење. Врсничко насилство во подем, навреди, исмејување, тепање, малтретирање се најчестите форми на булинг. Според експертите, најважно во борбата со булингот е рано откривање и навремена реакција од страна на институциите. Врсничкото насилство зема замав. Само лани во Охрид и Струга биле регистрирани 47 вакви дела. Се јавува во сите форми – психолошко, физичко и сајбер насилство, исмејување, тепање, подсмев на социјалните мрежи. Според експертите, причините се намалената емпатија и ниската емоционална интелигенција кај децата и адолесцентите. Нема доволна социјална емпатичка интеракција во одделенијата на ниво на училиште и падот на емпатијата или уште повеќе ерозија на емпатијата во овој институционален контекст навистина треба сите да бидеме и одговорни и задолжени, почнувајќи од менеджментот па сите вработени. Секој на свој начин носиме одредена вина и тоа треба да го признаеме и да бидеме самокритични и да почнеме да промениме нашата реалност. Според СВР Охрид на подрачјето на Охрид и Струга во текот на целата мината година и почетокот на ова 25-та година до денеска случени се 47 кривични и прекршочни дела сторени од 29 малолетни лица. Во однос на прекршоците регистрирани се 34 извршители малолетни лица кои што сториле 24 прекршочни дела. Според психолозите, булингот е присутен и во најрана возраст, а најмногу кај адолесцентите. Најчеста жртва се повлечените и срамежливи деца. Ако го земеме по статистика, кажува дека веќе од 4 годишна возраст и од 5 дека почнува да манифестираат. Сега по некои статистики, значи веќе оддалечувањето, викам, од таа клетка семејна, малку почвите од тоа. Не си да трчаме, значи во системот, нели, градинка, продолжен престој и остан вид простор каде што не можеме секако да делуваме. Сега видите, 600 одделение, уште со премино да кажам, ево во 5 од кон 600, со промена на поголем број на наставници, именување средината и се чувствуваат како ево предизвици мораме да ги искористиме и тука мислам дека е баш онај период кај што да кажам 10 годишни, 11 почваат баш да пробаат на ризици, да прочитат колку може да бидат силни. Колку може да бидат силни да покажат кон другите. Најважно во борбата со булингот е рано откривање и навремена реакција од страна на сите институции. Министерот за спорт Борко Ристовски во посета на алпинистичкиот клуб Патагонија Охрид и тренинг центарот на планинската спасителна служба. Министерот за спорт Борко Ристовски вчера престојуваше во Охрид, каде што го посети алпинистичкиот клуб Патагонија и тренинг центарот на планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид. Овој центар е воедно и седиште на Националниот сојуз за планинско спасување, каде се спроведува едукација и обука на спасувачи од целата држава. На средбата присуствуваше и градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков, кој е долгогодишен поддржувач на алпинизмот во Охрид и на хуманата мисија која алпинистите ја реализираат преку планинската спасителна служба. Алпинистите од клубот и волонтерите во планинската спасителна служба му ја презентираа на министерот инфраструктурата, опремата и возилата со кои располага службата, како и важноста на континуираната поддршка од општината, која е клучна за одржување на оперативната подготвеност, но и за унапредување на спортската дејност.
Председателот на клубот Антонио Додевски ја истакна важноста на алпинизмот како спорт кој има и силен општествен придонес. Покрај спортските вредности, алпинизмот има значајна улога во заштитата и безбедноста на посетителите во планинските предели, како и во развојот на авантуристичкиот туризам. Тој потенцираше дека токму преку ангажманот на алпинистите од Македонската алпинистичка федерација, низ повеќе од 20 години посветена работа и обуки, се воспоставија национални стандарди за водичи и спасувачи, кои денес се меѓународно признати преку членство во организациите УИМЛА и ИКАР. Овие стандарди представуваат основа за безбедно движење во планина и брза, ефикасна интервенција при несреќи. Министерот Ристовски го изрази своето задоволство од постигнатото и најави зголемена поддршка за алпинизмот и за сите општествено корисни иницијативи во кои волонтерски учествуваат алпинистите. Јавното предпријатие Билјанини извори продолжува со унапредување на спортската инфраструктура. Од предпријатието информираат дека успешно е завршена реконструкцијата на дел од оградата и трибината на фудбалскиот терен со вештачка трева. Поставени се нови елементи за безбедност и комфор, а трибината е освежена со нови седишта и подобрена стабилност. Во претходниот период беше поставено и ново теренско осветлување, овозможувајќи квалитетни услови за надпревари и тренинзи и во вечерни часови. Со овие активности продолжуваме со реализација на нашата мисија за создавање современи и функционални спортски простори, достапни за сите спортисти и граѓани на Охрид, велат од јавното предпријатие Билјанини извори. Во Кабарево, Охрид, полицијата привела 8 странски државјанки без регулиран статус за престој. На 1 јуни, во 1 час од пополноќ, полициски службеници од одделението за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија при регионалниот центар за гранични работи Запад, во содејство со полициски службеници од СВР Охрид, извршиле акциска контрола во Кабарево, Охрид. При контролата поради злоупотреба на туристичкиот престој, односно престојување во земјава спротивно на целта, биле приведени вкупно 8 странски државјанки на возраст од 23 до 43 години, од кои една државјанка од Република Србија, една од Казахстан и 6 државјанки од Русија. Тие се задржани во полициска станица за понатамошна постапка и по целосно документирање на случајот против истите ќе биде поднесени соодветни пријави, информираат од МВР. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.